следите ново издание на регионалните вести за овој 2 септември. Учениците македонци од Тетовската гимназија Кирил Пејчиновиќ се уште следат настава во објектите на Работничкиот универзитет и основното училиште Гоце Делчев. И покрај ветувањата на надлежните просторниот проблем на овие ученици не се реши и оваа учебна година. Импровизирани училници без можност за било каква практична настава која се следи во два различни објекти. Ниту оваа учебна година не се најде решение за просторните услови на учениците од гимназијата Кирил Пејчиновиќ во Тетово, кои следат настава на македонски јазик. Од Советот на родители велат дека од локалните власти добиле ветување дека во текот на летото ќе се изгради нов објект во рамки на гимназијата, но и како многу пати досега ветеното не е реализирано, а според минатогодишното искуство, учениците годинава не имаат можност целосно да ја следат наставата. Едни импровизирани училни, каде што нема никаков нагледен материјал за гимназијалците, нема компјутери, да споменам и тоа, иако се уште е она ветуваното компјутер за секое дете. Минатата година постоја скратени часови за тоа што нема просторни услови. Нормално, ова е основно училиште каде што наставата се разбира приоритет е за децата за кои е наменето ова училиште, не е наменето за гимназијалците. Градоначалничката на Тетово Теута Арифи вели дека просторните проблеми на учениците македонци кои не се решаваат речиси една деценија биле приоритетни за општината. Очекува што поскоро да се реализира проектот за изградба на објект во дворот на старата Тетовска гимназија. Во соработка со владата, таму веќе најдовме проектно решение за комплетно да имаме интегриран процес на образование и нормално ќе го продолжиме тој процес во рамките на акцискиот план кој ние идната недела и така го доставуваме во влада за опоравување на системот во целина. Учениците македонци од Тетовската гимназија учат во објектите на Работничкиот универзитет и основното училиште Гоце Делчев откако во декември минатата година. Нивен сученик беше пробуден со нож во дворот на бараките од старото медицинско училиште, каде подолг период ја следеа наставата. Поради безбедносни причини, но и лошите услови во бараките, учениците речиси 1 месец ја бойкотираа наставата, која продолжи да се одвива во овие два објекти, но само како привремено решение. Учениците кои следат настава на албански јазик учат во стариот објект на Тетовската гимназија, а поради нивната голема бројка, минатата година беше формирана нова гимназија, која е сместена во објектот на основното училиште Братство Мигени во Тетовската населба Дреновец. Рем шопинг центар започна со продажба на станови и апартмани изградени по најновите светски стандарди. Становите се со површина од 48 до 159 метри квадратни. Секој стан има паркинг, мониторинг, видеофон, алармен систем и лифт. Становите и апартманите се со наши цени. 1 квадратен метар од 750 до 800 евра, со можност на купување преку комерцијални банки, како и со готовинско плаќање со екстра услови. Приклучете се на семејството на Рем шопинг центар. По повод стартот на новата учебна година, Савара Тетово презедени за активности со кои се превенира безбедноста на учениците. Вакви и слични активности се планирани за наредниот период. Секторот за внатрешни работи Тетово во пресрети со започнувањето на новата учебна година презеде, односно реализира повеќе планирани активности кога станува збор за безбедноста во сообраќајот во најголем број контролни и превентивни. Во таа насока вчера во Тетово се спроведе акциска контрола со која биле опфатени вкупно 54 различни видови возила, патнички, комбиња, автобуси и други. Од нив 53 биле испратени на вонреден технички преглед, при што кај 7 констатирана е неисправност, најмногу на сопирачките, додека 5 возила, односно возачи, не се јавиле на преглед и ги очекува поднесок и глоба од 400 евра во денарска противредност, како и сите неисправни. Во едно од контролираните возила открие непретовар, глоба од 45 евра. Едно имало неатестирани фолии, 2 лица управувале без возачка дозвола, а еден мотоцикл бил предмет на царински прекршок. Утврдените недостатоци санкционирани со 27 платни налози и една покана за наплата на глоба. 8 возила и 2 возачи се исклучени од сообраќај. Покрај ова изречени се и 6 глоби за правно исто толку за одговорно лице. Вакви и слични активности планирани се и во наредниот период, додека од вчера во значителна мерка зголемено е полициското присуство околу училиштата во Тетово и Тетовско. Во наредниот период ќе се интензивираат контролите за брзина, техничка исправност на возилата и особено на оние кои вршат јавна
јавен превоз на патници, пред се на ученици. Овој едниот месец ќе следат и бројни превентивни активности во училиштата, со кои најпрво ќе бидат опфатени најмладите основци првачињата. Тие поблиску ќе бидат запознати со сообраќајните знаци и практично ќе им се покаже како и каде да се движат, како да ги преминуваат улиците и да се однесуваат на крстосниците, за нивна максимална безбедност во сообраќајот, кога одат или се враќаат од училиште. Во Тетово деновиве планирани се и повеќе контролни активности во кои фокус ќе бидат пешаците и нивното однесување во сообраќајот, со цел навреме да се детектираат присутни пропусти и недостатоци од ваква природа и карактер. 6-годишно дете пешак повредено во сообраќајна незгода во Порој. Малолетник на 14 години пак здобил телесни повреди во сообраќајка во Челопек. Две малолетни лица повредени во две одделни сообраќајни незгоди во текот на вчерашниот ден. Околу 18 часот на локалниот пат во Порој автомобил управуван од 41 годишен тетовец налетало и удрило во 6-годишно дете пешак од истото село. Повреденото дете набрзо е пренесено во Тетовската болница и по укажаната лекарска помош пуштено е дома. По извршениот увид се утврдуваат причините и другите поединости поврзани со оваа сообраќајна незгода. Сообраќајка се случила и во Челопек околу 21 часот и 20 минути, во која учествувале две патнички возила, Голф управуван од 21 годишен жител на Челопек и Ауди што го управувал 40 годишник од Милетино. Во несреќата телесни повреди здобил 14 годишниот сопатник од Голфот и со друго возило бил пренесен во Тетовската клиничка болница, а по укажаната помош пуштен е на домашно лекување. Извршени увити се расветлуваат причините и се друго поврзано со незгодата. Првично причина е недржење страна, додека вкупната материјална штета се проценува на 100.000 денари. Нуркачите вчера попладне го пронашле телото на турскиот државјанин кој пред 2 дена беше пријавен за исчезнат во Мавровското езеро. Извршен е увид, а ќе се врши обдукција врз телото на починатиот. По 2 дена потрага пронајдено е телото на турчинот што во неделата влегол да се бања во Мавровското езеро и потонал. Од СВР Тетово потврдуваат дека безживотното тело на 66 годишниот ВС од Истанбул било пронајдено во водите на езерото на длабочина од 7 метри и оддалеченост од 200 метри од брегот. Го пронашле нуркачи на скопскиот клуб Врело, кои семејството на починатиот ги ангажирале во потрагата. Откако телото беше извлечено од водата, извршен е комплетен увид со учество на јавен обвинител и екипа од полициската станица Гостивар, соопштуваат од полицијата. По наредба на јавен обвинител ќе биде извршена обдукција. Турскиот државјанин беше пријавен за исчезнат во неделата. Тој со свој роднина и пријатели од Скопје биле на излет во Маврово. Роднината влегол во езерото да се разлади и почнал да плива кон спротивниот брег. Кога допливал до брегот, истото се обидел да го направи и турскиот државјанин, но на половина пат потонал и го снемало под површината на водата. Несреќниот човек инаку имал потекло од Македонија. Убава информација од областа на културата. Сдруженијето за култура и уметност Илјантевски смок од Тетово освои прво место во категоријата Интернационални културно-уметнички здруженија на фестивалот Орашанско прело во Србија. Овој настап беше дел од 8-дневната турнеја на фолклорниот ансамбл при ова тетовско здружение. Освоено прво место на интернационален надпревар во Србија е еден од многуте успеси со кои последниот период може да се пофали Сдруженијето за култура и уметност Илјантевски смок од Тетово. Признанието го доби во категорија на интернационални културни уметнички друштва на фестивалот Орашанско прело во Србија. Настапот беше дел од 8-дневната турнеја на фолклорниот ансамбл при ова тетовско здружение. Фолклорниот ансамбл Илјантевски смок со својата програма веќе реализираше при крајот на 7 месец, почетокот на 8 месец, ова година, со турнеја низ Србија. Инако, започетје што оваа турнеја даде голема вредност и голема плод за нашето друштво. На оваа турнеја се закитивме со две братимења, и тоа со Кут Лапово Марковац и со културно-уметничко друштво Мали Бранко.
На овие братимења имавме и настап на фолклорниот ансамбл. Настапивме со изворни песни и игри од Долни Полог, потоа со тетовски игри и песни и со игри и песни од Охридското поднебје. На овие настапи добивме и одредени признанија и од Културното уметничко друштво Лапово Марковац, а исто така и со учеството на меѓународната манифестација Орешанско прело, каде се закитивме со одредени награди. Ја добивме првата награда за фолклор, и тоа меѓународен фолклор. Потоа ја добивме првата награда за изворен фолклор, а исто така добивме и признанието за изработка на најдобра сарма, и тоа од меѓународен карактер на манифестацијата. После овие два настапи во Лапово и Велико Орашје, веќе заминавме на настап по чествувањето на празникот Илинден кај нашинците во Јабука. На самата ова манифестација учествувавме во културната програма и бидејќи пред тоа имавме подпишано меморандум за соработка и на основа меморандумот за соработка веќе ја организиравме и оваа турнеја во Јабука, каде што ни доделија и златна плакета за соработка со Сдруженијето на македонци во Јабука. Покрај сето тоа, веќе заминавме во Шид, каде што и таму бевме гости и со тоа ја заокруживме оваа турнеја. Членовите на фолклорниот ансамбл при ЗКУ Илјантевски смок од Тетово, кои беа на турнејата во Србија, се вратија со многу позитивни искуства. Признанијата и наградите кои ги освоија се само поттик за понатамошно ангажирање. Јас сум Јована Трајчевска, член при ЗКУ Илјантевски смок Тетово, имам 13 години. Изминатиот месец имавме можност да бидеме гости во Република Србија. Поминавме прекрасно, останаа спомени од дружбата таму. Имавме можност да научиме нивната култура и традиција. Публиката беше топла, не пречека убаво и сепак добивме громогласни аплаузи кога на крајот од настапот. Јас сум Антонио Ѓуревски, имам 12 години и член сум на Сдруженијето за култура и уметност Илјантевски смок веќе 3 години. И минатиот месец бевме на турнеја низ Србија и многу убаво поминавме. Бевме во повеќе градови и освоивме неколку награди. И тие за мене многу значат и за Сдруженијето исто така. И во Србија се дружевме, се забавувавме и многу убаво поминавме. Како што потенцираше председателот на Сдруженијето за култура и уметност Илјантевски смок од Тетово Хаџи Милорад Ѓорѓевски, реализираната турнеја во Србија заедно со стекнатото искуство и признанија ќе биде добра увертира за она што следи наредниот период. Имено Сдруженијето се подготвува во 2017 година на пригоден начин да го одбележи големиот јубилеј 95 години од формирањето на Сдруженијето Бинички, односно 70 години од преименувањето во Илјантевски смок. Скопската обиколница од утре до 28 овој месец ќе биде затворена за сообраќај секој работен ден од 7 до 19 часот на потегот од Клучката Хиподром до Клучката Сарај, информира Автомотосојузот на Македонија.
Оттаму посочуваат дека на 22 септември годинава ќе биде редуциран и режимот на работа на патарината Петровец, додека секциите на автопатот околу Градско ќе бидат затворени во периодот од 28 септември до 25 октомври годинава и сообраќајот ќе биде пренасочуван. Причината за посебниот режим на сообраќај, како што соопшти од АМСМ, е снимањето на францускиот игран филм 2015 А фонд од страна на Мануфактура продукција од Скопје. Најмалку 11 мигранти за кои се верува дека се сирици загинале откако два чамци потонале на пат од југозападна Турција кон грчкиот остров Кос. Во едниот чамец патувале 16 сирици, од кои 7 се удавили, а 4 се спасени. Крајбрежната стража се уште трага по останатите 5 мигранти. Вториот чамец, кој се движел по истиот пат со 6 патници, исто така потонал, при што се удавиле 3 деца и жена. Две лица ја преживеале несреќата стигнувајќи до брегот. Бродот со околу 1700 мигранти и бегалци од грчкиот остров Лесбос синоќа пристигна во пристаништето Пиреја. Турски борбени авиони F-16 денеска бомбардираа позиции на припадниците на работничката партија на Курдистан на југоистокот на Турција, откако милитантите убиле војници во тоа подрачје. Судирите меѓу турските трупи и милитантите кои имаа бази во планинските предели во Ирак станаа секојдневни, откако минатиот месец беше прекинато двегодишното примирје. Турските власти контактираат со властите во Ирак и трагаат по киднапери на 18 градежни работници во Багдад, изјави денеска турскиот вице-премиер Нуман Куртулмуш. Тој нагласи дека властите немаат никаков контакт со турскиот војник што исчезна синоќа по пристрелка со групата на Исламската држава на територијата на соседна Сирија, при што загина еден турски војник. Извршниот директор на турската градежна компанија Нурол изјави дека 18 турски работници се киднапирани од мажи во воени униформи во североисточен Багдад рано утринава. Претходно представници на ирачките безбедносни сили соопштија дека бројот на заробени турци е 16 лица. Стотици мигранти кои бараат азил во Германија и во другите западноевропски земји втор ден протестираа пред главната железничка станица во Будимпешта. Неколку стотици бегалци денеска на терминалот Келети извикуваа што сакаме мир, што ни треба мир. Повеќе од 2000 мигранти беа во близина на станицата, откако полицијата вчера го блокираше пристапот за секој без соодветна виза. Портпаролот на владата прашан дали на мигрантите повторно ќе им биде дозволено да патуваат со возовите, рече дека ќе ги почитуваат правилата на Европската Унија. 6 возови Евростар беа блокирани синоќа поради група бегалци кои биле на шините на тунелот под Ла-Манш на француската територија. Евростар, компанија чии возови сообраќаат меѓу Лондон и Париз или Брисел, синоќа соопшти дека 5 нејзини возови стојат на влизот во тунелот на француска страна бидејќи има луѓе на шините. Портпаролот на француската железница соопшти дека 6-тиот Евростар воз, што сообраќал од Лондон за Париз, морал да се врати во британскиот главен град. Групацијата Евротунел објави дека превозот на камиони со вагони се одвива нормално. Шините биле блокирани од група луѓе поради што возот пред влезот во тунелот на француската страна морал да запре. Во пожар кој избил во стамбена зграда во северниот дел на Париз, животите ги загубиле 8 лица, помеѓу кои има и 2 деца. Повеќе од 100 пожарникари биле ангажирани во гаснењето на пожарот. Пожарот избил најпрвин во подрумските делови на зградата, па се проширил нагоре и зафатил повеќе спратови. Министерот за внатрешни работи изјавил дека службите работат на откривање на причините за избувнување на пожарот. Денес имавме сончево и многу топло време, попладне се услови за краткотраен пороен дожд и ретки грмежи. Утринската температура се движеше од 11 до 18 степени, а дневната од 32 до 38 степени. Утре не очекува сончево и топло време со умерена облачност. Утринската температура ќе се движи од 12 до 19, а дневната од 31 до 37 степени. Ова беше се што ви подготвивме за денешното издание на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието и пријатно.